Добро вечер во централните вести. На почеток преглед на насловите. Уставните измени и борбата против корупцијата во застој. Европратеникот Вајц ги објави нацрт заклучоците од извештајот за Македонија. Скопје е за активна комуникација со Софија, но со јасни принципи, вели Муцунски. Ние како држава немаме апсолутно никаков интерес да станеме дел од изборната реторика во соседна Бугарија. Техничката влада во Бугарија официјално стапи на должност. Имаме најстар и најмал авион, вели Силјановска Давкова. Владиното авионче, моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања кој и како го користел владиното летало. Над 9,5 тони опасен отпад демнат во дворот на Макстил. Инспекторатот утврдил недостатоци во начинот на чување. Дел од таа филтерска прашина беше навлезена на почвата. Од компанијата тврдат дека се е законски регулирано. Владата да испорача опипливи резултати, а Европската Унија да ја поддржи земјата. Наведува известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц во нацрт извештајот кој што треба да го презентира идната недела. Смета дека итно треба да се зголеми политичката волја од Скопје и од Софија за уставните измени. Повеќе од Михајло Видимлиски. Сите политички актери, а пред се владат, да покажат опипливи резултати во клучните реформски области, а истовремено Европската Унија и нејзините членки да ги исполнат своите обврски и да ја поддржат Македонија. Ова е еден од главните заклучоци во нацрт извештајот за напредокот на земјава на известувачот Томас Вајц, кој следната недела ќе го презентира пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. И покрај позитивните реформски чекори, напредокот на реформската агенда на Европската Унија, особено во клучните области како владење на правото, реформите на правосудството и борба против корупцијата е недоволен. Наведува Вајц и додава дека не е постигнат напредок во однос на уставните измени, поради загриженост за потенцијални дополнителни билатерални блокади или барања од Бугарија. Ова се должи на изборната кампања, ограничените капацитети во јавната администрација и недостигот на долгорочна политичка посветеност. Не е постигнат напредок во однос на уставните измени, поради загриженост за потенцијални дополнителни билатерални блокади или барања од соседните земји. Потребно итно зголемување на политичката волја од двете страни за да се надмине овој ќорсокак. Вајц нагласува дека во време на големи промени во меѓународниот поредок, особено поради војната на Русија против Украина, ненадејната неизвестност околу иднината на трансатлантската алијанса и пошироките закани за меѓународниот поредок, базиран на правила од суштинско значење Европа да остане обединета. Во исто време, Европската Унија и нејзините држави членки исто така мораат да ги исполнат своите обврски. Мораме целосно да ја поддржиме земјата, вклучително и преку активен дипломатски ангажман, за да ја помогнеме на Македонија да напредува во исполнувањето на сопствените обврски и да ги надмине постојните пречки. Позитивни забелешки за Македонија има во однос на животната средина, биодиверзитетот, енергијата и транспортот, каде се поздравува напредокот поврзан со законот за енергетика и коридорите 8 и 10. Се поздравува конструктивното учество на земјава во регионот и усогласеноста со надворешната политика на Европската Унија. По презентирањето на нацрт извештајот следната недела, документот напролет ќе биде разгледан од сите политички групи, пошто следува гласањето за него во АФЕД во мај, како и гласање на пленарна седница на Европскиот парламент на лето. Зборовите македонски јазик и идентитет ги нема во новата нацрт верзија. Откако минатогодишниот извештај ги вжешти односите со Софија, токму поради ваквата формулација, која лани се најде во драфт верзијата, но по офанзивата на Софија со амандмани, термините беа отстранети од финалниот документ. Известувачот Вајц стана мета на жестоки напади од бугарските европратеници, кои тврде дека австрискиот дипломат ја поддржувал македонската позиција. Реагира од опозицијската СДСМ. Оттаму велат, извештајот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц е уште една потврда на она што СДСМ со месеци го говори. Македонија е заглавена, реформи нема, процесот на пристапување кон ЕУ е сопрен. Власта ја турка земјата во изолација, велат од СДСМ.
Меѓународен ден на мајчиниот јазик. Повици за зачувување на македонскиот јазик и идентитет. Треба да се погрижат за негување и за зачувување на мајчиниот јазик. Инспекторатот за животна средина утврдил дека Макстил не раководи соодветно со отпадот со филтерска прашина, кој што се чува на отворен простор близу фабриката. Зашто, како што велат, можни се казни и до 200.000 евра. Од Макстил пак уверуваат дека се е во согласност со законот. Детали од Сања Трајковска Ставров. Над 9,5 милиони туни џамбо вреки полни со опасна филтерска прашина од челичарницата Макстил се чуваат несоодветно, односно на отворен простор близу фабриката на земја во кругот на поранишната Скопска железарница. Поради тоа што од дел од вреките се прелива прашината која инаку се води како опасен отпад, што не треба да дојде во допир со почвата и ветерот може да ја разнесе наоколу. Овој начин на чување представува опасност за животната средина и здравието. Ова го констатирал инспекторатот за животна средина на 2 февруари. Според инспекторот Дарко Блинков, кој го извршил надзорот, вреките не биле обележани со дата и назнака дека станува збор за опасен отпад, а дел од прашината се одлевала надвор од вреките. За констатираните недостатоци од инспекцијата, вели законите наложуваат казна од 180 до 200.000 евра. На отворениот плац, кај што они ја одложуваат согласно терминологијата во дозволата, филтер прашината како отпад 100207 со звездичка, тој е опасен отпад, во џамбо вреќи, значи истите беа искинати, оштетени, така дел од таа филтерска прашина беше наврезена на почвата. Дадено е решение, значи со соодветен рок, да направат прво покривање со соодветна заштитна фолија, тоа веќе отпочнати се 2 колони се веќе завршени. Прашањето за тоа како Макстил управува со отпадот го актуализираше неодамнешното истражување на БИРН, во кое се нотира дека простор голем како едно фудбалско игралиште е покриен со слој од 2 до 3 метри опасен отпад, а известно е дека дел стои таму подолго од максимално предвидените 36 месеци. Од инспекторатот сега велат дека компанијата има можност да се спогоди и да плати најмалку половина од сумата што е предвидена со закон, односно до 100.000 евра, а во спротивна постапката би продолжила на суд. Во случајов за Макстил, ако не успее спогодувањето на 2-3 седмици, тогаш ќе иде во основен кривичен суд Скопје во одделот за прекршоци. И понатаму тоа си е судска постапка. А комисијата за спогодување не смее да пресуди помалку од 50%, што значи помеѓу 90 до 100.000 евра, односно помалку од 5.000 евра не сме за одговорното лице. Од Макстил за Канал 5 велат дека ваквиот отпад не останал повеќе од 3 години и дека се извезува, како и дека соработуваат со инспекторатот и секој надзор се третира како основа за дополнително подобрување на процесите. Станува збор за материјал филтерска прашина од електролачна печка кој е строго регулиран согласно интегрираната еколошка дозвола и законската рамка. Процесот на управување е под континуиран надзор и не представува нерегулирана активност. Во последните 3 години целокупните новопроизведени количини филтерска прашина се извезени, односно не се акумулира нова количина надвор од контролираниот процес. Велат од Макстил. Оттаму додаваат и дека работат на целосно расчистување на преостанатите количини преку сигурен и лиценциран странски партнер и обезбедување долгорочно одржливо решение. Имаме најмал и најстар авион, вели председателката Силјановска Давкова прашана за користењето на владиниот авион. За темата во меѓувреме и денеска продолжија препукувањата на релација власт-опозиција за тоа кој и како го користел леталото. Повеќе од Дејан Трајковски. Владиниот авион и натаму е предмет на политички турбуленции. По неколку дневните меѓупартиски препукувања се огласи и председателката на Македонија Гордана Силјановска Давкова, која го користела леталото 10 пати. Таа вели дека владиното, како што го нарече авионче, е предмет на подсмев од страна на низините колеги председатели од регионот, кои го доживуваат како антиквитет произведен пред повеќе од 1 век. Според нејзе, соодветен авион би бил поевтин и попрактичен отколку користењето на комерцијалните летови. Ајде да ве насмеам. Владиното авионче
Моите колеги председатели во регионот го нарекуваат авиончето на браќата Рајт, бидејќи е најмало и најстаро. Сега не е многу пријатно и самата кажувам дека секогаш имам дилема кога немам друг избор, бидејќи знам дека е старо 25 години, а и купено на старо. По наводите на опозицијската СДСМ дека премиерот Мицкоски го злоупотребувал владиниот авион за семејни патувања во Хрватска, реакција пристигна од владата. За нив ваквите тврдења се неточни, а семејството на премиерот велат никогаш не патувало со овој воздухоплов. Уверуваат дека во 2 години авионот е искористен само за 4 службени посети во регионот. Лицемерно е однесувањето на СДСМ и лидерот Венко Филипче, кој во затворени разговори се согласува за набавка на нов владин авион, а во јавност сосема спротивно истото го критикува. Додека СДСМ и Венко самите се договорат со себе, апелираме информациите кои произлегуваат од оваа партија да се земаат со голема предпазливост поради нејзините шпекулативни намери. Од СДСМ пак сметаат дека се прави обид за оправдување, за како што велат на луксузирањето на премиерот со владиниот авион на Јадранот. Доколку владата тврди дека авионот бил користен согласно прописите и актите и дека секое користење е евидентирано, тогаш нека го докаже тоа, додаваат од опозицијската партија. Во ред, ако е така, СДСМ, односно граѓаните, го барат одговорот. Кој, односно кои се патници во владиниот авион заедно со премиерот Мицкоски. Премиерот Мицкоски по критиките околу набавката на нов авион вчера посочи дека владата се повлекува од таа намера со надеж, како што кажа, дека при некое патување нема да се сруши и да доведе до фатални последици. Собранието по скратена постапка го донесе законот за бесправно изградени објекти, со што се продолжи рокот за уште 5 години да се завршат постапките за објектите изградени до 2011-та. Законот беше донесен со мнозинство гласови, 5 против и ниту еден воздржан. Повеќе од Јана Јосиповска. Со 67 гласа за, 5 против, без воздржани, пратениците дадоа зелено светло за законските измени, со кои се продолжува рокот за легализација на бесправно изградените објекти за уште 5 години, односно законот наместо 15 да важи 20 години до 3 март 2031. Целта на законот кој се донесе по скратена постапка на предлог на пратениците од власта е граѓаните да не останат со нерешени статуси поради административни пречки и заглавени судски спорови за имотно-правни односи, кои како што тврдат не биле по нивна вина, туку по вина на институциите. Продолжувањето на постапките се однесува исклучиво на веќе поднесени барања, како што образложија од ВМРО-ДПМН и вреди, без можност за поднесување на нови. Во ставот 2 пишува дека предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член, кои до денот на влегување на сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост или во превод. До 2011 година бесправно изградените објекти се предмет на овој закон. После 2011 година дивоградбите не се предмет на овој закон. Пратениците од СДСМ и Европски фронт не гласаа за ова законско решение, а против беа од левица. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски со став дека ја разбира потребата од пролонгирање на рокот, но наместо чести законски измени за бесправно изградени објекти, смета дека треба да се размислува за промени во системот за урбанистичко планирање и за градба. Во ред е да се продолжи законскиот рок за да може да се завршат овие објекти. Меѓутоа, дали го решаваме проблемот? Не го решаваме проблемот. Затоа што и вчера, и денеска, и утре веќе имаме нови нелегални објекти кои што никнуваат на територијата на државата, како последица од слабоста на институциите на системот. Тоа е повикот кој што е до нас пратеници да направиме нешто за консолидирање, промена на системот кој што ќе значи ефикасност, меѓутоа и стопирањето на дивоградбите. Законските измени за продолжување на рокот за легализација на бесправно изградени објекти доаѓаат на барање на управниот одбор на ЗЕЛС. Првично ваков закон беше донесен во 2011 година. Дополнителните 5 години се дадени за да се завршат постапките за објектите изградени до 2011 и се однесуваат исклучиво на оние граѓани кои веќе поднеле документација и со години чекаат разрешница.
Македонија е во завршна фаза од преговорите со Соединетите Американски држави за нов трговски аранжман, што треба да донесе поповолни услови за извоз на домашните производи на американскиот пазар, вели шефот на дипломатијата Муцунски. Засега, како што кажа тој, највисоката царина кон земјава ќе биде 15%. Деталите од Сандра Спасовска. Македонија и Соединетите Американски држави се многу блиску до склучување на договор за новите тарифни стапки кои би се движеле до 15%, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Целиот процес на преговори потенцира сложени предизвикувачки, но и од доверлив карактер. И затоа во моментов не можат да бидат соопштени многу детали. Од она што може да се каже, Муцунски вели највисоката тарифа ќе ни биде 15%, а за некои клучни производи и индустрии кои засега остануваат непознати, ќе има тарифи под 15%. Смета дека има потенцијал за извоз на наши производи кои досега не се нашле на пазарот во САД, но вели е свесен и дека нашите компании кои се присутни на американскиот пазар се соочуваат со предизвици, но уверува дека извозот е стабилен. Според најавите, откако ќе се постигне конечниот договор, документот треба да биде објавен, но и да добие зелено светло од собранието. Ние, јас би рекол, сме многу близко до склучување на договор. Самата заедничка изјава е потврда за тоа. Фактот што одлучија да дадат приоритет на нас, една помала држава, не толку значена за американскиот пазар од економска гледна точка, треба за тоа да бидеме реални, е директен одговор на прашањето што значи оваа посебна релација и што значи ова стратешко партнерство. Привлекувањето на поголем број странски инвестиции, но и зајакнување на извозниот капацитет беа во фокус на денешниот македонско-словачки бизнис форум кој се одржа во Скопје, од каде беше испратена пораката дека денешниот настан отвара нови можности за подлабока економска соработка. I encourage all the participants to make full use of the platform for the ideas exchange, experience sharing and the search for future cooperation. I believe that today this event will mark the beginning of the new success story. The path to success leads through mutual support, help and cooperation. Во рамки на форумот, на кој присуствуваа голем број домашни и словачки компании, беше подпишан и меморандум за соработка меѓу Агенцијата за странски инвестиции и промоција и Словачката агенција, а како што беше истакнато, енергетиката, IT секторот, автомобилската индустрија, здравството, туризмот се само дел од секторите во кои се очекува интензивирање на соработката. Јазикот е темелот на идентитетот. Ова е пораката која што на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик ја упати председателката Силјановска Давкова. Од Институтот за македонски јазик велат дека, иако предизвиците се големи, очекуваат покрај македонистите и граѓаните да се погрижат за негување и за зачувување на јазикот. Повеќе од Здравко Димитров. Јазикот живее со говорителите и е пожив кога се зголемува бројот на оние што го говорат, порача председателката Гордана Силјановска Давкова на настанот за одбележување на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Вели дека државата треба да издвојува повеќе средства за проекти врзани за македонскиот јазик, бидејќи вели мајчиниот јазик е матична клетка на идентитетот и културата. Според неа интересот за македонски јазик почнува на катедрите по македонски јазик, а продолжува во лекторатите ширум светот. Јазикот е темелот на идентитетот, јазикот е, како што рекоа веќе пред мене, чувар на колективната меморија, но јазикот е единствениот мост што не води напред во иднината. Одговорноста што ја имаме кон јазикот, како кон непроценливо културно наследство и богатство и како моќно миротворно оружје секогаш и секаде. Чувајќи го и развивајќи го јазикот, ние се чуваме себе си. Оти додека живее јазикот, ќе живее и последниот македонец. Директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Елена Јованова Грујовска, вели дека глобализацијата создава голем предизвик на македонскиот јазик, во кој се повеќе се користат странски зборови со доминација на еден светски јазик. Професорот на филолошкиот факултет Гоце Смилевски
Подсети дека веќе е излезен првиот том од македонскиот етимолошки речник. Ние треба како македонисти, како лингвисти, меѓутоа и воопшто граѓаните сите, особено наставниот кадар, да се погрижат, независно на кој јазик ја одржуваат наставата во Македонија, треба да се погрижат за негување и за зачувување на мајчиниот јазик. Веќе македонскиот народ и јазик нема да бидат единствените на Балканот и пошироко што немаат свој етимолошки речник. Предизвиците секако се големи, но со екипираноста на Институтот за македонски јазик продолжуваме со исто темпо. Актерот Никола Ристановски на почетокот на настанот интерпретираше стихови поезија од Блаже Конески, Ацо Шопов и Петре М. Андреевски. Иако задолжителна, намален е интересот за ХПВ вакцината. Само десетина од над 109 одделенци ја примиле вакцината во пунктот за вакцинација во поликлиниката Ѓорче Петров. Оттаму велат дека потребна е подобра организација, а проблем гледаат и во дефицитот на педиатриски тимови во вакциналните пунктови. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Само 10 од 109 одделенци ја примиле вакцината против ХПВ вирусот во пунктот за вакцинација во поликлиниката Ѓорче Петров. Доктор Каролина Ристова објаснува дека интересот за ХПВ е многу намален, а вакцината штити од рак на грлото на матката. Ристова објаснува дека досега оние кои се вакцинирале, никој не пријавил несакани последици од ХПВ вакцината. Навистина имаме локални разлики, се уште доминираат со многу низок опсег на вакцинација оние урбани средини како што е Центар, Аеродром, Карпош, додека имаме средини како што е Шуторизари, како што е општина Сарај, каде што навистина дури и цели класови доаѓаат и се комплетно имунизирани. Намалениот број на опсег на вакцинација сметам дека е како резултат на ширењето дезинформации, посебно на социјалните мрежи измеѓу родителите, нивната неинформираност, меѓутоа и добивање несоодветни информации, неточни информации од страна на нас како медицински лица. Мораме да нагласиме дека ние се уште како здравствени лица имаме различни толкувања и различни ставови околу вакцинацијата. Оваа вакцинација е задолжителна. Ја примаат и девојчиња и момчиња. Најдобра возраст за имунизација од 12 до 15 години, кога имуниот систем е најсилен и создава заштита од 90% против високоризичните соеви. Но само вакцинацијата не е доволна. Тука се и редовните гинеколошки прегледи, ХПВ типизацијата и ПАП тестот остануваат клучни за рано откривање и превенција на болеста, додава докторката. Дополнителен проблем во подобра организација на имунизацијата е дефицит на педиатриски тимови во вакциналните пунктови. Ние како вакцинални пунктови имаме проблем и со здравствениот персонал, односно немаме кадар во вакциналните пунктови. Морам да нагласам дека бројот на педиатри во вакциналните пунктови, каде што треба да биде зголемен, кај нас постепено се намалува. Австралија е првата земја на светот која целосно ќе го искорени ракот на матка, ако продолжи со ова ниво на вакцинација и превентивни прегледи. Австралија во 2007 година е меѓу првите земји кои воведоа задолжителна програма за вакцинирање за девојчиња. Потоа беше проширена и на момчиња. Првите акредитирани учебници по психијатрија во Македонија изутринава беа промовирани во деканатот на медицинскиот факултет. Очекувањата се со нив да се создаде стабилна основа за едукација на идните лекари и специјалисти во оваа област. Според психијатрите, граѓаните се повеќе се охрабруваат да побараат помош и се повеќе расте свесноста за важноста на менталното здравје. Имаме искуство вткаено во овие учебници, така што не се само факти наредени, туку е и клиничката мисла, клиничката проценка која што сме стекнувале со години низ генерациите, патеките кои што ги оделе нашите претходни генерации, ние и по кои што веројатно унапредувајќи ја психијатриската наука ќе одат и нашите млади колеги. Можам да кажам дека има пораст на
луѓе кои што бараат помош, кои што бараат психијатриско-психолошка помош, на што се должи тоа, исто така на многу фактори. Еден од факторите е дека сме поблиску до луѓето, односно дека сме поотворени, луѓето се повеќе и повеќе поинформирани во однос на сите оние квалитетни услуги кои што ги нудиме ние како универзитетска клиника. Само интервју на премиерот Мицкоски во продолжение на Канал 5. Останете тука, Гоце Михајловски за кратко е со вас. Пријатно.